Вие сте со вестите на КТВ. Кавадарци оваа недела празнува 7 септември, денот на ослободувањето на градот, а како што знаеме традиционално, веднаш по празникот на градот и стопанско-туристичката и културна манифестација Тиквешки гроздобер. Голем број гости овие 3 дена ќе бидат во Кавадарци, многумина што ќе дојдат ќе имаат можност да уживаат во подготвената добра забава и големиот број на музички звезди кои што организаторот ги обезбеди. Честит задоволство имам во вестите да го најавам гостувањето на градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев. Добро ни дојдовте. Добро најдовте, добро вечер. Градоначалниче, оваа недела некако во знакот на празнувањето, помина денот на ослободувањето, достојно, со свечена седница како што доликува, најавивте дека Кавадарци продолжува во континуитет да остварува проекти за доброто на сите граѓани. Апсолутно да. 7 септември, денот на ослободувањето на Кавадарци, оваа година, значи навршувањето на 70 годишнината од ослободувањето од Кавадарци, го завршивме со свечена седница, со доделување на 7 септемврски награди и се осврнавме на она што е сработено, по кој правец движиме, јавно, транспарентно, како и сегаш за нашите жители и советници и целокупното граѓанство на општина Кавадарци, така да, како што ги сами најавивте, после 7 септември, после ослободувањето на град Кавадарци, викендов, кој што е од денеска петок ни престои. Имаме тродневен Тиквешки гроздобер 2022 година. После 2 години пауза поради по ковид мерки, имаме чест и задоволство оваа година пак да го организираме и на наше задоволство, меѓутоа и на задоволство на жителите на општина Кавадарци. Каков е интересот на компаниите да бидат покровители дел од оваа манифестација која што е од добробит за градот и за промоција на она што е наш белех, грозјето и виното? Со оглед дека ова е една од најстарите манифестации во Република Македонија, која што постои повеќе од 64 односно 58-60 години како манифестација Тиквешки гроздобер, можам да кажам одговорно дека општествениот интерес од компаниите и оние што се занимаваат со производство на вино, меѓутоа и останатите компании кои се небројни, над 40 на 50 компании, се вклучија активно покрај сите случувања во економска и енергетска криза да парципираат во Тиквешкиот гроздобер. Тоа ми дава за право да кажам дека оваа традиција која што е 64 годишна традиција, граѓаните наши ја чувствуваат. Општествено одговорните компании ја чувствуваат и во тој дел приходите од донацијски средства кои што општината ги обезбеде се поголеми и од самите средства кои што ги одобрува општина Кавадарци. Секоја година имаме новитети, оваа година нешто што е ново, а е интересно за гостите. На ваша иницијатива навлезовите во Кавадарци, сите оние кои што ќе дојдат за манифестацијата ќе добијат покрај упатствата каде да паркираат и каде да се движат низ улиците, ќе добијат и подарок црвено, црно и бело грозје. Така. Како се одлучивте на оваа идеја која што нели е за поздравување? Идејата е можеби не толку како идеја скапа, меѓутоа беше многу битно да дојдеме до реализација на целокупниот гроздобер. Да им посакаме добре да посакаме добро дојде, меѓутоа ние нема што друго да им понудиме освен нашето асталско грозје, трпезно, кој што треба да го почитуваме и негуваме како производ. Тоа беше и целата, да на секој му долоиме дека овој гроздобер го правиме поради грозјето, овој гроздобер го правиме поради виното. И ја тука би доврзал уште две работи. Значи, во овие 4,5 годишно раководење со општината од моја страна, успеавме да го дигнеме нивото на виното со нашиот вински оригинален музеј, кој што има доста посветеност, има доста експонати ставено таму што самиот почеток на производство на вино и грозје. Меѓутоа успеавме да ги поддржиме и семејните винари со буџетски средства, каде што се регистрира како семејни винари за да имат продажба и на вино и вински производи. Успеавме да отвориме една општински дуќан, да го кажеме. Тоа е винотеката кај поранешниот прв триаголник кој што функционира за семејните винари, да се представуваат, да може да
да ги пласираат своите вина. И целата баш и во тој контекст ја да се чуваме да дадеме значење на грозјето, да дадеме значење на виното, поради тоа што не е ова чисто културна, односно уметничка програма која што треба да исполниме со неколку бендови или со неколку учесници, него да дадеме максимално внимание и значење и на виното, и на грозјето, и на она што значи взаимоделие во делот на лозаро производителите. Тоа го покажавме. Покажавме првите две години кога ги организиравме 2019 и 2020 на нашите штандови кои се изнајмени од општината и на другите кафетерии укажуваме и веќе тоа е пракса да освен вино и вински производи не се продаваат други алкохолни производи и така ќе биде и оваа година да секој го проба виното, го проба да проба ракијата, вински производи од грозјето. Исто така маџунот го ставаме тука како приоритет. Оваа година ги повикавме индивидуални земјоделци кои што имаат асталско грозје да се постават на нашите три влеза во градот кај што имаме штандови, да може да си продаваат индивидуално грозје. Очекуваме доста посетители и една работа кога се почнува од некаде, а трае 64 години со неколку прекини, мислам дека имаме реални шанси да ја дигнеме на високо ниво. Сами знаете дека традицијата е предуслов, меѓутоа за да се дигне нешто на повисоко ниво и да се даде поголемо значење и да луѓето го почувствуваат целокупниот импакт и индиректен и директен, треба максимално да се вложиме во таа работа. Очекуваме голем број на гости. Велите дека ќе ги срушиме рекордите кои беа 2019-2020. Подготвен ли е градот во поглед на обезбедување паркинг места? Сега се поразлични условите, имаме повеќе паркинг места, обележани паркиралишта. Како сме од тој поглед како општина подготвени? Апсолутно да. Нашето очекување се да вечер, сабота и недела е максимален број на посетители. Имаме организирано 10 паркиралишта кои што се од поголем обем со над 1000 возила кои што може да ги паркираме на сите влезови во градот. Че имаме поставено пунктови. Покрај она што споменавме дека го делиме тоа грозеници за добродојдовте. Наши луѓе од паркиралиште и од ЈЕПА комуналец ќе ги насочуваат гостиве со даден флаер да се упата со скенирање точно на кој паркинг треба да се паркира. Паркингот и влез во градот е бесплатен. Организацијата е на највисоко ниво и од безбедносен аспект од нашите служби, од полициска станица и од ОВР и СВР Велес и од противпожарната единица и од јавното предпријатие за паркирање и од општина Кавадарци и од ЈЕПА комуналец. Мислам дека ќе се покажеме како добри домаќини, нема да изиритираме никој, него да има соодветно место за паркирање, соодветно место за дружење и нормално соодветно да ги испратиме од град Кавадарци. Што покажуваат анализите од минатите години, дали покрај добробит за винариите имаат и останатите колонијални продавници и се она што е секојдневно работење економско на градот? Апсолутно да. Значи винариите кои што се како винари можеби го имаат најмалиот импакт во овој дел, пошто они се и главни покровители на самиот настан. Меѓутоа кафетериите, рестораните се оние кои што овие 3 дена максимално ќе функционираат. Работното време општина Кавадарци се одлука на совет го зголеми во овие 3 дена до 03 часот наутро. Меѓутоа тука е и целокупниот економски соживот во општина Кавадарци, без разлика од бутик, без разлика од кој трговска единица доаѓа, секој еден посетител може да се испазарува било што, така да во секој поглед имаме само еден бенефит. А и не го гледаме тоа еднократно и еднорочно, него, да знаете, кога доаѓаат 30-40 луѓе од страна кои што ќе го посетат Кавадарци, ќе го почувствуваат Кавадарци, ја верувам дека и покрај гроздоберот би биле и во друга прилика гости. Така. Имаме богата програма, 3 дена добра забава. Што се може да очекуваат кавадарчани, меѓутоа и сите оние кои што ги очекуваме да дојдат во Кавадарци? Така. Ја накратко, ако дозволите би ја презентирала програмата, денеска во 18 часот е отварањето на техничкиот забер, кај што лично би се обратил. Од 18:15 на градскиот площад имаме бенд, 4 бенд на настап.
Од 19 часот имаме акустико бенд на Малото парче или Паркот на револуцијата, каде што имаме 4 позиции од поставени ресторани со повеќе од 600 столици. Там имаме бина, посебна музика и така натаки. Исто во 19 часот има трка на келнари, она традиционално што го одржуваме на улица Линденска. 19:30 имаме најдобар коктел со од вино и вински производи на градски площад како наградување. И тоа е новина оваа година. Таа новина. 21:30 на градскиот площад почнува Зибом. Тоа е една група која што ја сакаат така помладите. 22:30 е најсвијаш група, исто многу популарна кај младите и доста очекувана да ја видат младите. И на крај од 00:10 го завршуваме овој ден со DJ Че, наш македонски DJ на градскиот площад. Утрешниот ден, сабота, ни почнува во 11 часот официјално со детски фестивал Гроздоберче за најмладите, за најдобрите, за оние кои што нормално и живееме и посакуваме на градскиот площад. Во 11 часот имаме исто отварање на таблијара, традиционалното отварање на таблијарата во Малото парче. 12 часот ќе не посетат нашите тотаджи, тоа е нашите Сдружение за тотаджи во делот на градска рута, символично да се извозе. 17 часот Сестри Китеви, традиционалниот мемориален турнир во спортски центар Јасмин. 17:30 Galaxy Band имаме на Малото парче. 21:30 ќе настапи Игор Жамбазов заедно со Горе Харе на градскиот площад. 22:45 Артист Бенд исто на градскиот площад и звездава која што имаме за сабота во 23:30 до 23:40 би почнал Хариџиновиќ како завршна звезда за саботното издание на самиот Тиквишки Гроздобер. Недела почнуваме традиционално, она што го очекуваме, тоа ќе биде изложбата на олтаймери на улица Елинденска пред стрит бар, ќе бидат поставени олтаймерите. 17:30. Нормално од 10 до 17 имаме музички бендови и така натаки. 17:30 имаме Харизма бенд на Малото парче официјален настап. И 18 часот ќе почне карневалското дефиле со водител Лазаров, каде што рутата ќе биде од кружниот тек до градскиот площад на целото дефиле, на сите наши учесници и од страна и од нашава држава, меѓутоа од градот. После дефилето 21 часот почнува со настап Антонија Гиговска на градскиот площад и во 22 часот со звездава Горан Бреговиќ, кој што треба заедно со неговиот комплетен тим оркестар да настапи со неговата изведба. Тоа е накратко вака. Така, пред карневалот традиционално прием во општината за побратимените градови делегации да, има и оваа година. Споменат, значи пред дефилето кој што треба да биде во 18 часот до 16:30 има официјален прием во градската зграда, тоа е општинската зграда на официјални делегации, на побратимени градови, на луѓе кои што ќе не посетат од делот на дипломатијата, од делот на централната власт, колеги наши сограѓани од другите градови како градоначалници или Готено, Росман, Велес и така натаки, така да очекувам да биде добар настап, убав настан и да кавадот се покаже во на добро светло, да го побараме тоа што го добиеме, да го градиме секојдневно и да бидеме барем уговарани по позитивно. Благодарам што бевте наши гости. Успешно да помине и овој Гроздобер и секако да се видиме по Гроздоберот да ги анализираме работите како помина оваа манифестација. Да, благодарам. Јас само за крај би посакал да сите жители на општина Кавадаци, поготово жителите на општина Кавадаци, да го чувствува тој Гроздобер како собствен настан, не е ова на општина Кавадаци, него е на жителите на општина Кавадаци, да секој еден се почувствува како да е дел од собствениот настан, да излеземе масовно на градскиот площад, да излеземе да го последиме ова дефиле, едноставно една добра порека да пратиме,
после сите овие настани кои што ги имавме, и корона и сите други случувања, и да се покажеме у топлото светло, така да мене како градоначалник и совет и верувам на советниците ни е чест и задоволство да бидеме дел од ова организациона програма за општина Кавадарци. Безбедноста и овој пат ќе биде на високо ниво како и минатите години. Во делот на безбедност и при полицијата станица и при МВР и во делот на брзата помош и противопожарната територијална единица, граѓаните ги уверувам воопшто да не им биде страф во ниеден поглед за тоа што план за безбедност направен и како нигиш до сега градот ќе биде безбеден. И само не споменав дека претходните два настана кои што ги имавме 2019 и 2020 не сме имали ниту една пријава за нарушување на јавен ред и мир, а не па нешто друго, и верувам дека ќе заврши оваа година така го разберат и нашите граѓани пред се ќе бидат безбедни, задоволни, меѓутоа и гостите кои ќе дојдат да бидат удоволни. Благодарам, градоначалник. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, благодарам што го следевте ова интервју, а секако да се покажеме и како добри домакини на ова издание на Тиквешкиот гроздовер. Кавадарци празнува овие денови.